Општина Куманово потпиша договори за 20 проекти од вкупно аплицираните 26 на вториот владин повик за инфраструктурни инвестиции. Според секторот за комунални дејности, во 2025 година се планира да бидат потрошени 90 милиони денари, а останатите средства следната година. За останатите 6 проекти се уште немаме одобренија за градба, кажа Лидија Ланг-Спасовска, раководител на сектор за комунални дејности на вчерашната седница. Доколку се докомплетираат проектите за чија реализација се обезбедени парите, ќе биде изградена градинка во Зелен Рид, ќе се реконструираат градската капела, дел од домот за стари лица Зафир Сајто, основните училишта Кочо Рацин и Вера Которка, како и мостот во село Довезенце. За општина Куманово, согласно на бројот на жители од страна на владата, обезбедени се 815 милиони денари. Од страна на влада и градоначалник се склучени 20 договори, кои што кажега да импутираат околу 400 милиони денари средства и истите тие се вметнати во овие две програми, со тоа што во 25-та година се предвидува да бидат реализирани 90 милиони денари, а останатите во 26-та година. Од едноставна причина што е многу краток рок, значи сега ќе треба да се распишат јавни повици, да се обезбеди, односно избере операторот и се предпоставува дека на крајот на годината ќе бидат извршени многу мал дел од градежните активности, така да овие 90 милиона се многу помалку од останатите средства кои што ќе бидат предвидени во 26-та година. Јас, доколку сакате, би ви ги прочитала сите проекти кои што се обезбедени со овој повик и одлука на влада. Се работи за Значи, од областа на транспорт имаме дел од улица Благој Думановски Пецаклија, од улица Ѓуро Пуцар Стари до улица Милентија Поповиќ, улица Бајрам Шабани, од булевар Трета МУП до улица Пчински пат, тоа е реконструкција, улица 716 и улица 719 во населба Гладно поле, дел од улица 716, 722 и 723 со влез за паркинг населба Гладно поле, улица 717 и улица 725 населба Гладно поле, локален пат Куманово до асфалтна база кон автопат Скопје-Белград, изградба на дел од улица Васко Карангелевски, дел од улица Киров Етак со крак, улица 600 пат Проевце кај Куба, УЕ Проевце, улица 425 местноста викан Пуковско, дел од улица Авнај крак 1, 2, 3 и 4 и реконструкција на дел од улица Веселин Вуевски од улица Карадачки одреди до улица Есперанто. Во оваа програма е вметната и сервисна улица, дел од УПМНВ за стопански комплекс Горно Којнаре. Се работи за 19 милиони денари. Имено тоа е донација од страна на Супертрейд, која што е склучена со општина Куманово. Инвеститорот има за потреба од изградба на оваа сервисна улица и од тие причини истата ќе биде реализирана во оваа година. Што се однесува од областа за фекална канализација, обезбедени се средства за изградба на дел од улица 11 октомври од улица Гоце Делчев до улица Сава Ковачевиќ, во однос на водовод од улица 11 октомври, фактички од улица Гоце Делчев до улица Србо Томовиќ ќе се направи реконструкција на водоводна мрежа. За спортски објекти, реконструкција на спортска сала, инсталација, односно вентилирање и грејење и климатизација, се обезбедени средства реконструкција на спортска сала, електротехничка опрема, инсталации, фаза електротехника, изведба на фотоволтаична централа, како и реконструкција на спортска сала, односно фаза партерно уредување.
Исто така има обезбедено средства и за изградба на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа за природен газ за град Куманово, траса 11 ноември до Толи Зордомис, траса на улица Авној со улица Видео Смилевски Бато, траса на дел од улица Народна револуција, траса на улица од Доне Божинов до населба Карпош. Изградба на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа за природен газ на улица Вараждинска и улица Горно Милановичка. Освен овие измени во програма, исто така имаме измени направени и во изградба на тротоари, значи вредноста од 7,5 милиони денари се зголемува за 450.000 денари и истата ќе изнесува 7.950.000 денари, како и измени во одржување, на зимско одржување се мисли, таму доколку се сеќавате во претходната програма беа обезбедени средства кои што ќе идат по пат на јавно надавање 5 милиони денари и средства за ЈП чистота и зеленило 8 милиони денари, ние ги намалуваме за 5 милиони денари и вкупната сума ќе изнесува 8 милиони денари. Се обезбедуваат средства за надзор, бидејќи ќе се градат повеќе објекти, ќе недостасуваат средства. Имено износот од 2 милиони денари се зголемува за 2,5 милиони денари и се заменува со износ 4 милиони 500.000 денари, како и средствата за Бехатон од 40 милиони се зголемуваат за 2 милиони и истите ќе бидат 42 милиони денари. Тоа се воглавном измени кои што се содржани во овие две програми од страна на секторот за комунални дејности.